10 денари час ке чини паркирањето за викенд на паркинзите на јавното предпријатие Паркинзи, општина Центар. Ова е првата вест за денеска, останете со нас, следуваат и останатите содржини. Се градат нови паркиралишта во Киселавода. Трибина за искористување на подземните води во општина Илинден. Намалени цени на 1800 лекови. Грците најбројни туристи во Македонија. Скопје најпосетувана дестинација. Општина Киселавода започна да се справува со проблемот со недоволните паркинг места. Се гради паркинг во близина на Расадника, планирани се паркинзи на улиците Вера Јоцич и Иван Козаров. Елизапета Дамјановска. На територијата на Киселавода започна изградба на нов јавен паркинг за потребите на граѓаните, кои што го посетуваат пазарот кај Расадник. Екипите на фирмата Urban Invest веќе ги поставуваат павер елементите. Паркингот ќе се простира на вкупна површина од околу 750 квадратни метри, а за оваа намена општината од својот буџет издвоила околу 1,2 милиони денари. Слични паркиралишта според најавите во следниот период ќе се изградат и на улиците Вера Јоцик и Иван Козаров во населбата Цветан Димов. Нови бесплатни паркиралишта ќе се градат и во аеродром. Едното ќе биде со капацитет за 100 места и ќе се реализира до фудбалското игралиште, а второто во близина на паркот аеродром и на него ќе може да се паркираат 50 автомобили, како жители од соседните згради, така и посетителите на игралиштето и паркот. Најголемиот оператор за бежичен интернет Sun Wireless и јавното сообраќајно предпријатие Скопје склучија партнерски договор со кој ќе биде овозможено користење на бежичен интернет во автобусите на ЈСП. Од сега сите патници во автобусите на ЈСП за време на нивното патување ќе имаат можност да користат брз и стабилен бежичен интернет. Со овој договор се предвидува да се обезбедат со бежичен интернет сите автобуси на ЈСП Скопје, а веќе со сервис се обезбедени 10 автобуси. Методите на искористувањето на подземните води за климатизација на објекти и прикажување практични примени од спроведувањето на проектот на национално и меѓународно ниво за можностите за искористување на подземните води во Скопскиот регион за наводнување на јавни зелени површини беа презентирани во општина Илинден. На тема можности за искористување на подземните води во Скопскиот регион за наводнување на јавните зелени површини и климатизација на објекти се одржа трибина во општина Илинден. На трибината беа презентирани методите на искористување на подземните води за климатизација на објекти и прикажување практични примени од спроведување на вакви проекти на национално и меѓународно ниво. А беше одржана и презентација на проектот за каналската мрежа на територијата на општина Илинден. Вкупната должина на каналската мрежа во Илинден е 120 километри, а поради рамничарскиот терен на кој што се наоѓа општината доаѓа до постојано покажување на нивото на подземните води, што предизвикува поплавување, па затоа е неопходно постојано чистење и одржување на каналската мрежа. Од општината информираат дека еден од приоритетите за годинава е чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали, поради тоа што нивото на подземните води во оваа локална самоуправа е многу високо. За да се зголеми грижата кон животните и за да се подобрат условите за граѓаните што имаат домашни миленици, општините Аеродром Карпош, Газибаба и Сарај заедно со Анима Мунди подпишаа меморандум за соработка. Ке се спроведува едукативна кампања со препораки за чување на домашните миленици во населените места. Ке се поставуваат информативни табли и канти за измет од милениците во општините. Проектот е имплементиран од Центарот за институционален развој и финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка. Здравствените власти трет пат за една година ги намалија цените на лековите. Овој пат намалување добија 1800 лекови. Пензионерите го поздравуваат ваквиот чекор и се надеваат дека овој тренд ќе продолжи и во иднина. Андријана Дмитриевска. Намалувањето на повеќе од 1800 лекови, кое што стартуваше од вчера, ќе го подобри домашниот буџет на пензионерите, бидејќи тие истовремено се најголема потрошувачка група во земјава. Пензионерите и официјално го поздравуваат намалувањето и очекуваат дека и во иднина овој тренд ќе продолжи. Според најавените корекции од вчера, поддостапни им се препарати за кардиоваскуларни и белодробни заболувања, како и голем број онколошки лекови. Во земјава има над 200.000 пензионери. Голем дел од нив имаат пензија до 10.000 денари и ова намалување на цените многу значи за нив, велат од Сдруженијето на пензионери.
Некои од пензионерите очекуваат во иднина најкористените лекови да станат бесплатни. Здравствените власти трети пат за една година ги намалија цените на 202 нови лекови. Годишната заштеда ќе биде 2,4 милиони евра, а според надлежните тоа е резултат на системот за регулација кој дава резултати. Македонија со 6,7 бодови се наоѓа на третото место на листата на најгостопримливи земји во светот за туристи, заедно со Мароко, Австрија и Сенегал, што на почетокот на месецов ја објави Светскиот економски форум. Во вкупниот ранг на најгостопримливи земји на прво место е Исланд со 6,8 бодови, колку што има и Нов Зеланд на второто место. Во извештајот за конкурентноста на туристичките земји во 2013 година влегоа 140 земји од светот. Една од главните ставки во широката анализа беше категоријата однос на граѓаните кон туризмот. Листата на најмалку гостопримливи земји ја предводи Боливија со 4,1 бод. По неја следуваат Венецуела, Русија, Кувајт, Иран, Пакистан, Словачка, Бугарија и Монголија на последното место. Најбројни странски туристи кои посетиле Македонија во јануари годинава се грците, албанците и србите. Во првиот месец од годината Скопје го посетиле вкупно 7340 туристи, од кои 6086 странски, а вкупно оствариле 13063 ноќевања. Од странските туристи во јануари најбројни биле грците 3417, кои оствариле 5500 ноќевања. Ивана Митковска. Низ централното градско подрачје секојдневно може да се забележат туристи што го обиколуваат градот со фотоапарати и видеокамери. Новите споменици, воинот на Конји фонтаната, Триумфалната порта, спомен куќата на Мајка Тереза, старата Скопска чаршија и другите знаменитости се повеќе ги привлекуваат туристите да ја посетат нашата метропола. Тоа покажува дека Скопје веќе е туристичка атракција во регионот. Бројот на туристи во главниот град е во континуиран пораст, а грците, албанците и србите се најбројни туристи во Македонија. И во првиот месец од годината, главниот град Скопје е најпосетуваната туристичка дестинација во Македонија, а на второто место е македонскиот бисер Охрид. Во јануари 2013 година, Скопје го посетиле вкупно 7340 туристи, од кои 6086 биле странски, а вкупно оствариле 13063 ноќевања. Од странските туристи во јануари најбројни биле нашите јужни соседи, 3417, кои оствариле 5550 ноќевања. Од Албанија дошле 2210 туристи со остварени 3611 ноќевања, а по нив се српските туристи со бројка од 1513 и остварени 2299 ноќевања. Изминативе неколку години во Скопје интензивно се работеше на подобрувањето на туристичката понуда. И статистичките податоци покажуваат дека бројот на туристите во Скопје е поголем од оној во Охрид. Во текот на месец јануари на ниво на целата држава се регистрирани вкупно 31764 туристи, кои оствариле 66984 ноќевања, соопшти Државниот завод за статистика. Споредбата на бројките на јануари со декември минатата година покажуваат зголемување на бројот на туристите од 1,2%. Зголемувањето сепак е резултат само на поголемиот број на домашни гости од 5,2%, бидејќи странците во јануари во однос на декември оствариле за 2,3% помалку посети. Зголемувањето на ноќевања исто така е регистрирано кај домашните гости од 18,7%, но кај странците има намалување за 6,1%. Еве што ќе гледате понатаму во саботното издание на Урбаните вести. Спорт. Македонија забележа скок од 5 места на најновата FIFA ранг листа. Актуел, Джеймс Франко доби звезда на патеката на славните. Македонија забележа скок од 5 места на најновата FIFA ранг листа. Ова е само една од спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.